Дистрикт, Цил престудио, интервју на Зоран Иванов со Билјана Јордановска. Билјана Јордановска, новинар, уредник, граѓанска активистка, една од брендовите на веќе култната Цивил и една од столбовите на порталот Цивил Медија. Остроумна, вредна и енергична со посебна посветеност за граѓанските, за човековите права, борец за право, правда и еднаквост. Плени со својата професионална одговорност и со строгоста и прецизноста во реализација на колективните обврски во својата невладина Цивил. Толку за мене од неа најсубјективно, вака однадвор. Во минутите надолу таа самата ќе проговори уште нешто за себе. Билјана Јордановска, добре дојдете во Дистрикт на Цивил престудија. Добро ве најдов и драго ми е што е после известно време повторно сум активна и можам да работам и чест ми е што го почнувам работата повторно со тебе. За поводот? Поводот тази мајка, така да мислам дека тоа беше оправдано и убаво отсуство. Да расте во среќа и родителите со неа или со него? Со него. Билјана или Биле? Па Билјана може. А може Билјана, и Биле? Бибе, се едно. А Бибе? Бибе, да. Така На ме Фејсбук сте викаат, Бибе? Богуманова, да, така сум и на Фејсбук. Но и официјално се представувате како Бибе, Да. но службено е Билјана, Билјана, со тврдо Љ. Со видата. Ајде да почнеме од најболното. Многу слики ова со Украина сега, со инвазијава, со окупацијава или како веќе ќе ја наречеме, инвазија нека е. Дечиња напуштаат домови. Како мајка ве потресува тоа? Се вративте на должностите редовни во еден баш неубав амбиент. Се разбира дека ме потресува и како човек и како мајка, меѓутоа и како некој што мора, мислам тоа малку е лош изразот, меѓутоа некој што треба и сака да известува и да ги информира јавноста за она што реално се случува во Украина. Навистина е жално што во 21 век мора да гледаме такви слики, покрај тоа што не се единствен и не единствен пример во, да речеме, во овие последни 20 години на војна, на агресија, на бегалци од своите земји. Сепак на европско тло тоа некако доаѓа и толку блиску до нас, тоа уште потресно доаѓа, затоа што некако како да ни е на прагот на границите и мислам дека премногу лично и емотивно и човечки ја доживуваме таа приказна. Ти си и новинар генерички. Како новинар сега, еве, се вративте на работа, на своите редовни работни обврски и токму налетате на овој амбиент, на овој воен амбиент. Може ли или смее ли до кој степен новинарот да има емоции, да го совладаат во презентирање на објективност, да кажам? Според моje мислење во однос на професијата, мислам дека секогаш треба да бидеме објективни во однос на и професионални во однос на пренесување на информациите. Меѓутоа, сепак сме луѓе и во вакви кризни моменти и во вакви тешки моменти кога се читате или пишувате за вести кои се обвиени со болка, со умирања, со човечки судбини и несреќи, не можете да го одбегнете моментот на емоција. И не е лесно да се види. И не е лесно и нормално е да ви промакне некој таков емотивен елемент во она што го пишувате или она што го известувате. Мислам дека сепак тоа е една човечка и индивидуална потреба да се изразите на таков начин. Значи, ја претпоставувам дека да е уште поблиску или по-опипливо она што се случува во Украина на нашите простори овде, дури и оние кои што се на телевизија, кои што пренесуваат вести во живо, ќе им затрепери гласот, ќе пуштат некоја, мислам, човечки се таквите емоции и некогаш се и пожелни да бидат изразени, отколку да бидат затворени внатре. Како и да завртиме од сите аспекти, војната е безумна. Безумна е. Јас ве враќам сега на... И неоправдана, мислам, било која војна и ова е неоправдана. Секогаш кога имате таков вид на агресија, овде во Дистрикт имав и неколку дипломати, амбасадори и тие немаат одговор зошто е толку непродуктивна дипломатијата во однос на војната, но веројатно
човештвото е тоа, ќе се војува уште долго, за жал. Да се вратиме сега на вашето враќање во цивил. Што е цивил за вас? Цивил е начин на размислување, цивил е начин на действување, цивил е начин на живење. Значи, секој оној, јас или било која индивидуа, независно дали е дел од структурата на цивил и работи во цивил, или е било кој граѓанин, доколку ги носи во себе потребите за мир, за живење во демократско општество, за почитување на човековите права и слободи, ако се бори за достоинствен и праведен систем и начин на владење во нашата држава, и сега неколку примери, тогаш тоа е цивил. Тогаш можам да заклучам дека работата во цивил те прави и ве прави, може и на ти и на ве прави среќна. Да. Но што е пат цивил за заедницата, за општеството, за државата? Цивил, ако за секоја индивидуа е начин на действување и живење, доколку ги носиме овие пориви во себе, тогаш може да биде само позитивно нешто и за општеството и за државата, затоа што се бори за вистински вредности. Вредности кои што ние како луѓе, како индивидуи ги поседуваме и треба да ги имаме. Цивил е една отворена, критички настроена, без, може да се рече, влакна на јазикот која треба да се коригира, да биде коректор на лошите практики и политики кои што не обкружуваат нас како држава и како со два збора едно позитивно општествено движење кое трае. Дефинитивно кое трае 20 на години, меѓутоа и ќе трае. Но еве сакам да ве прашам како вие во цивил и вие Билјана лично како го доживувате. Цивил има многу пријатели, но цивил има и одреден број непријатели. Многу мина го поддржуваат, понекои плукаат. Како го доживувате вие тоа? Кои се тие? Каде ги лоцирате тие типови, тој карактер на луѓе? Тоа е рефлексија на она што ние работиме. Нормално е дека во едно демократско општество, кое што ние се трудиме да бидеме, ќе има луѓе кои што ќе се размислуваат позитивно и демократски, меѓутоа и оние кои што ќе одат во сосема друга спротивна страна. Мислам, тоа е факт и не е само кај нас, туку и секаде. И се додека сте гласни и се додека имате што да кажете, ќе имате и поддржувачи, меѓутоа ќе имате и оние кои што отворено ќе се шират говор на омраза против вас, ќе гледаат да ве анулираат на било кој начин, ќе клевети, навреди и така натаму, и тоа на некој начин од другава страна уште повеќе ни дава потик да се бориме против таквиот вокабулари, против таквиот начин на действување. Некому значи пречат принципите на цивил. Очигледно, меѓутоа ако сакаме да напредуваме напред, значи мора да се слушнат, мораме да останеме борбени и храбри до крај и да се избориме и против таквиот начин на. Така. Широка е лепезата на активностите на цивил и темите што ги обработува и акциите што ги покренува. Кои се тие, како ги дефинирате, кои вака вас како авторка ве прават посебно среќна во реализација на тие активности и кој е фидбекот од тоа? До сега се она што го има работено цивил, меѓутоа и продолжува да го работи, независно дали тоа врзано со некој проект или не е врзано. Мислам дека јас најмногу се проведов во делот на изборите, значи цивил од 2008 година учествува како една релевантна, можам субјективно да речам, една од најрелевантните организации кои што го мониторираат во секој случај на таа тема што ја спомнав. Ги мониторираат изборните процеси кај нас и мислам дека што се однесува во тој домен на изборен домен, тука сме, јас лично тука најмногу се пронајдов и тука имавме година во година огромни позитивни ефекти и позитивни резултати во однос на она што го работиме. На влијанието на организацијата во јавноста и во јавноста и во општеството, меѓутоа и на оние државни структури кои што се одговорни во спроведување на самиот самите изборни процеси. Билјани изборни активности напреднавме очигледно малку, нема барем тепачки, нема крадење јавно кутии,
малку Да, се јавно- култивизиравме, веројатно тука и придонесот и на цивил, и на другите структури, и на законските решенија, можеби, и казните станаа построги. Може ли тука цивил да си го почувствува задоволството како делот од епилогот на ова култивизирање Се гласачко разбира дека може во и ние уште Македонија? понатаму ја продолжуваме таа борба затоа што во однос на изборниот модел и изборниот систем во нашата земја има уште многу простор за да се работи и да се променат некои работи, нели, на подобро, за да, нели, следниве избори кога ќе дојдат, независно, нели, од каков тип да се локални, председателски, нели, парламентарни, да имаме еве со гордост и да речеме да, ова конечно се слободни, демократски и пред се фер еве избори. И периодов ми се чини цивил организираше една-две трибини на таа тема дали или не една изборна единица, што тај ќе донесе, што ќе одземе и така натаму. Што уште треба да се менува? Се плашат големите партиски играчи и од една изборна единица и од отворени листи, од конкуренција на индивидуи наспроти партиските конјунктури? Се разбира дека се плашат и се разбира дека тоа колку и да се, да речеме, одредени од поголемите политички партии се отворени кон ова и дури и потикна иницијативата да се преземе нешто, ако ништо повеќе барем да се дискутира на оваа тема, сепак реално гледано и ним не им одговара. За жал ние сме такво општество во кое што сме поделени на една и на друга голема политичка партија во едниот блок и истото се случува, да речеме, и во албанскиот блок, а на помалите политички партии се безгласни букви. Но тоа што сме поделени, како условно да речем, како што спомнавте, можеби е дел од демократското мијење или на државата. И добро е да сме така идеолошки или партиски поделени, тоа е демократија. Но не е проблемот за тоа дали сме... Моето прашање е, имате и вие впечаток врз основна активности дека големите политички партии се плашат од таа демократизација на изборниот модел, од отворени листи поготово. Се плашат ли од конкуренција, од надворешни авторитети, луѓе со дигнитет, наспроти партиските чиновници кои се уште сакаат да го држат монополот и ја заскриваат своето незнаење, неумешност, непопуларност за листата на партијата, а не за своето лично име и презиме. Тоа е проблемот кој што ние се обидуваме да го надминеме, нели, со воведување на една изборна единица, со воведување на отворени листи, а се разбира и дека се плашат. Значи, мене поинтата ми беше дека и оние политички партии кои што го поддржуваат самиот процес, можеби тоа што не притискаат повеќе или не зборуваат прегласно за самата проблематика е токму од тие причини кои што вие ги наведовте. Јас сакам од ова да извлечам резултантата дека и цивил се соочува веројатно и со некаде поотворени, некаде по-прикриени отпори токму од страна на големите политички партии, СДСМ, ВМРО, ДПМН, ДУИ, не знам, Алијанса. Да, нормално е, мислам, се разбира дека е нормално. Никој не сака да им чепка во атарот. Ама ние сме тука затоа што тоа го правиме во интерес на граѓаните и во интерес на нашата земја и на она што сакаме да го изградиме, нели, тоа е едно демократско и слободно општество во кое што кога ќе речеме дека јас го имам правото на глас и тоа ми е уставно загарантирано, навистина да го имам тоа право на глас и навистина да го искористам како што треба и како што сакам, со слободна волја и било што. Од друга страна, во цивил и вие лично и сите таму сте посветени и на една клучна тема околу цивилизација на општеството, на темите граѓански права, човекови права, нееднаквост, на едно општество за сите. Устата пена ви фати. Има ли ефекти од таква активност? Има ли промени? Чувствувате ли не само поради активноста на цивил, туку воопшто дека се граѓанизира македонското општество наспроти нагласените етнички колективитети во минатото? Може ли тоа да го заклучиме? Може би низ призмата на изборите, каде што веќе и коалиции почнаа меѓуетнички, утре може ќе се појават меѓуетнички партии и движења. Верувате ли во тоа? Јас верувам дека постои надеж за нас да имаме граѓанско општество, овде во смисла на има граѓанска волја. Значи има граѓанска волја да го признае мултикултурализмот во нашата земја.
дека ние сме мултикултурно, мултиетничко општество, дека такви сме од памти веки, дека така живееме и дека она што нас не одржува и не прави екзотични на некој начин и препознатливи е токму се тие различности Симпатичен термин употребивте, екзотика. Може тоа да биде практично некоја платформа на самата организација, на Цивил. Зошто не, зошто да не се размислува. Тој колорит на Да. на етникуми, на тоа. култури, на Значи, и покрај наместо постои препознавање на дека веќе различностите се она што нас не прави да бидеме не само препознатливи, меѓутоа и не прави како општество да бидеме една голема заедница, едно големо семејство, отколку да бидеме непријатели, отколку да си вадиме очи еден на друг, отколку да се плукаме. И тоа се препознава. Значи, мислам дека и на самите граѓани веќе име преку глава да бидат постојано мета на прашања и на реакции од тоа ти за кого си или против кого си. Така, максимално од кај си, поддржувам. зошто си, па зошто ако си македонец, зошто се дружи со турчин или зошто седиш во кафана со албанец, мислам дека тие во дека на годините ги надмиравме. Така јавно дека максимално ве поддржувам и како организација, како методологија на работа, како платформа, како пориви граѓански, нели? Да дозволиме тогаш и низ овој дистрикт малку, еве и вас, но за да го споделам тоа, ви се приклучувам во тие ставови, ќе не испоплукат малку некој од крајно лево или од крајно десно, но не се, мора да се, животот иде натаму и борбата трае, така, продолжуваме. Вие спомнавте на почетокот, сте мајка веќе, колку, 7-8 месеци, поинаков е животот малку, нема спиење многу, или? Се разбира дека е поинаков животот, значи мајчинството носи огромна радост, меѓутоа носи огромна одговорност, значи секој кој што се одлучил на таков чекор, знае дека љубовта што ја пружа кон своето чедо е неизмерна, меѓутоа и знае дека тоа си носи со себе огромни одговорности, затоа што на крајот ние како родители треба да изведеме на пат човек кој на крајот ќе биде, нели, дел од општествените промени во ова. Значи некој кој што ќе има и тоа се надежите. Ќе заклучам дека Билјана Јордановска има сега, како се вели, она мотив плюс. За градење на посреќно и поубаво општество за живење. Ова го поставив малку лично, ќе просите на прашањето. Во врска со спиењето, се фигуративно. Не е фигуративно, еве една препорака, значи ако ви спијат децата, спите и вие, за се друго има време. Значи одморна и среќна мајка или родител, тоа значи среќно. Ова до младите мајки или до идните мајки. Денови ве видовме на слика со претседателот на државата, заедно со Џабер Дерала, првиот човек на Цивил. Предпоставувам промоција на проект, на тема за која ние до сега на некој начин изборувавме. Што презентиравте таму? И што фидбек добивте од претседателот на државата? Средбата со претседателот Стево Пендаровски беше како дел од активностите во проектот Чекор напред кон мултикултурно општество. Тоа е продолжување на веќе нешто што Цивил го работи од 2020 година. Проект ние започнавме со иницијативата Обединети во различноста. Продолживме иницијативата под поинаков наслов Направи разлика, почитувај ги различностите и денеска одиме чекор понатаму, нели, кон градење на мултикултурно општество. Она што може да се заклучи од првичната средба што имавме со претседател Пендаровски е дека тој е отворен и некој е човек кој што сака да помогне и кој што размислува во исправец како што размислуваме и ние. Тоа е битно, веројатно, тоа е политичка и државничка поддршка. Тоа е едно од најбитните одлики од таа средба. Ние ги презентиравме нашите активности и ги договоривме понатамошните заеднички активности што би ги имале во таа насока. За гледачите на дистрикт да ги презентирате кои се претходните активности на овие теми.
чекор напред кон мултикултурно општество треба да ја продолжува на некој начин и нашите заложби за промоција на мултикултурализмот и на наша, нели, наспроти национализмот и етничките поделби во нашата земја, меѓутоа и промоција и на европските вредности. Она што го работевме како истражување и активности во последниве 2 години, сега само го надоградуваме со истражувања кои што би можеле да им помогнат на институциите и на засегнатите страни или носачите на одлуки за градење на една стратегија која би била малку поиновативна и која што би била, ајде да речеме, со поголеми можности за имплементација во однос на стратегијата која што имавме, едно општество за сите што имавме предходно, затоа што владата е веќе во план и работи на таа нова стратегија која што треба да се донесе, и ние сакаме тука да бидеме и директни учесници во самото донесување, односно во нејзино градење на некој начин. Теренски како ќе изгледа тоа, да опишеме? Ќе има контакт со луѓе, со луѓе, тркалезни маси, не знам. Значи ќе имаме најпрви средби со оние кои што се одговорни на овие прашања на институционално ниво, значи како што е средбата со председателот, како што е средбата со националниот координатор Роберт Алаѓозовски, како што е средбата со Агенцијата за заштита на правата на заедниците, со комисиите за спречување на дискриминација, останатите комисии кои што функционираат во собранието. Од тие средби и од тие заклучоци ние ќе дојдеме до некој заклучок каква е општата слика и политичка волја, меѓутоа ќе ги собереме и нивните, ќе ги презентираме нашите предлози како сето тоа би требало да изгледа, меѓутоа ќе ги имаме и ќе ги мотивирате институциите на некој начин, и ќе имаме сет на препораки што се би можело, нели, да влезе во таа една стратегија. Нормално паралелно нашата медиумска платформа е секогаш отворена и за промоција на мултикултурното општество, и ние со тие активности ќе продолжиме и понатаму. Така, Билјана, сега нешто малку полично. Со години, колку години сте во цивил и туркате овие граѓански активности на разни теми, главно граѓански теми, нели? Хумани цели. Некојаш зацртаните цели не ни се остваруваат, ефектите не се секогаш како што ги посакуваме, од X причини, политички околности, не знам, може би дел, ние не сме биле секогаш, нели, активни, доволно активни активисти. Како се справувате со ситуација кога нешто не оди, кога гледате дека се вложува труд, напори, а нема ефект од тоа на начин на кој што сме го планирали и посакували? Земаме воздух, правиме концепт каде погрешивме, ако сме погрешиле, дали бил добар периодот, не бил добар периодот кога се спроведувале, имала атмосфера, за тоа немало атмосфера, и продолжуваме понатаму со поинтензивно да ги, значи не прекинуваме. Ако сме започнали некоја активност, значи не ја прекинуваме, независно додека не оствариме одреден ефект. Значи борбата продолжува. Дведецениското постоење и активностите на цивил е доказ и гаранција и за војнина. Што сега друго ве очекува конкретно на конкретен план на овој наш македонски терен? Ние ќе се разбира во континуитет ја следиме општествено-политичката состојба во нашата земја, меѓутоа еве и ова што се случува сега во Украина, и ќе продолжиме и понатаму. Значи ние сме против нормално стоп за војната во Украина. Се разбира сите процеси кои што се поврзани со изборите или во догледна иднина, тоа ни останува секогаш. Цивил беше меѓу главните промотори. Сега пописот ќе биде навистина актуелен кога ќе излезат официјалните, нели, резултати. Ние го мониториравме и тој процес. Актуелен пописот или актуелни реакциите ќе бидат? Па и тоа, ќе видиме како ќе биде интересно, затоа што ќе имаме. Да видиме колку ќе се политизира целата таа ситуација. Ќе се политизира, се очекува такво нешто. Не може да не се политизира кога самиот процес на спроведување на пописот беше. Ако успее македонската јавност барем да не се шовинизира на некој начин пописот. Јас се надевам дека нема, ама ќе има и такви обиди.
Тоа, мислам, тоа е дури и обиди за раздор, баш на овие прашања за кои што зборуваме кога станува збор за етничките заедници, религиозните графи. Мислам, и тука веќе се очекуваат такви реакции. Тоа е, мислам, за жал нормално, и тука уште еднаш ќе ја покажеме нашата Билјана Јордановска борба. и вие лично и Цивил бевте и заговорници на некој начин едно општество за сите пред теоријата и тезата и теоријата за едно општество за сите. Тоа ви легна некако како природна активност. Докаде стасавме со нешто не се споменува веќе тој слоган едно општество за сите, многу од институциите, од политичките партии, од воопшто во јавноста со заминувањето на претходниот премиер, промоторот на таа идеја. Едно општество за сите е идеја која што не треба да замре. Напротив, треба да се работи на неа, независно дали и кој ја вовел и како ја водел, значи само иницијално воведување, односно промовирање на таа идеја е добро за нашето општество. Се очекуваше и тогаш кога се промовираше дека ќе најде на пречки, дека ќе најде на отпор. Самата стратегија која што се направи не е целосно имплементирана, ниту пак можеше да се имплементира во рамките во кои што беше зададена. Се случи и пандемијата со COVID-19, па на крај фокусот и на самите институции, на самата влада или на државата беше изместен, како и на сите нас како луѓе беше изместен. И мислам дека и тука некои работи се доживеа застој, меѓутоа да ве прашам тука околу терминот застој, каде вие ги детектирате, кои се локаторите што го попречуваат развојот на тоа едно општество за сите, а друга еднина Македонија констатираме, нели дека нема? Од една страна е тоа што имаме политичка волја само од една страна, значи од страната која што го започна самиот процес. Од друга страна, од тоа што некои работи кои што стојат во самата стратегија не може да се имплементираат затоа што самата стратегија е со премногу краток рок зададена, меѓутоа според мое лично мислење во тој момент кога се правела и можеби било добро што се дал некој граничник или некој временски рок на незино спроведување, меѓутоа има многу делови од стратегијата која што подразбира институционално со локално работење, поврзување, за да може да се спроведат некои конкретни чекори и да се имплементираат во однос на она што е ставено, нели поставено како задача, ајде да речеме, или програма во самата може стратегија. Ќе погрешам во констатација, ќе ми исправите, можеби граѓаните се малку разочарани од државата како институција. Дали сме ние како граѓани еднакви пред институцијата наречена држава? Не сме, и тоа е проблем. Тоа е проблемот што... Проблем е затоа што додека не се смени тоа, тешко и дека ќе одат напред некои работи во однос на имплементирање на самата стратегија и во однос на градење на она што подразбира едно општество. И еднаквост е многу битна, веројатно партизациите, непотизмите, клиентелизмите, сето тоа ги разочарува луѓето. Не само што ги разочарува, меѓутоа за жал и ги прави да бидат аполитички настроени, односно да се повлечат, да бидат рамнодушни, да речат, па добро, така функционира системот. Добро, ајде од вашиот, како се вели, на граѓански, сега на професионален терен новинарството, колку сме новинарите и новинарството, колку е виновно, а колку е заслужно за ова што ни се случува, исто и за она што би требало, а не ни се случува. Се додека постои професионално новинарство и професионални новинари и медиуми во нашата земја. Надеж има. И не треба, независно од тоа каква е ситуацијата со медиумите, не треба да се откажуваат и не треба да застануваат. Значи, таквиот професионализам е единствено нешто што може да не избави од калот кој го газиме со сите оние лажни вести, дезинформации и така натаму кои што ги шират одреден тип на медиуми, посебно електронски медиуми.
тоа е страшно, значи тоа веќе не е ни новинарство, тоа веќе не се ни медиуми, Така, тоа се на само некој начин- пропагандни машини кои што нели имаат одредена агенда. Едните се за да работат против и да плукаат против државата и што го работи државата, другите се за да шират надворешна или еве сега знаем сме свесни за проруската то влијание, тоа не за сега, туку веќе со неколку години назад како функционира и како се протнува из одредени Овој дух за медиуми. новинарството, Цивил Медија, порталот е домаќин нели на оваа емисија Дистрикт. Уредувачката политика негова, кои се проблемите? Има многу подржувачи, го враќам муабетот од почеток, но има и понекој плукач. Кои се тие вториве? Како ги детектирате во редакција? Многу лесно, тие сами се издаваат. Значи, социјалните мрежи се во овој случај одлична платформа за нивно плукање, меѓутоа и за наше детектирање на таквите случаи. Ние сме работеле и ден денеска тоа, мислам, ние во континуитет в борбата против лажните вести и дезинформации и против говорот на омраза. Така, ми го земавте прашањето, сакав не, тоа да прашам, кои се методите на Цивил тоа во овие значи, ние активности? ги детектираме, ги документираме, ги верификуваме во смисла од каде доаѓаат, како доаѓаат и ги пласираме и ги запознаваме јавноста со нив. Значи ние не се криеме дека еве не знам некој нешто кажал против нас и сега знаете дај некако да ја смириме. Така, не, Цивил значи активно- тоа е доказ дека ние нешто добро работиме. Така, Цивил активно работи и на некои проекти на промоција на многу теоретски, но и практични зафати околу таа борба генерално против лажните вести, лажните информации или медиумски манипулации. Кои се алатките на Цивил? Цивил со текот на годините разви сопствена методологија на работа во однос на тоа како се тоа можам да речам и почна некако и со изборите, затоа што изборите секогаш се извор на лажни вести, дезинформации и говор на омраза пред, за и по изборите, додека не скледи на целата прашина околу нив и паралелно со начинот на тоа како ги ние наблюдуваме и мониторираме изборите, ја развивме и алатката за тоа како ги наблюдуваме, детектираме и известуваме за лажните вести. И разобличувате. И разобличуваме предпоставам, лажните вести, нели дезинформации говорат на омраза. Таа е видлива и препознатлива затоа што на крајот како крајен резултат ние секогаш тоа го оставаме на нашата медиумска Врз основа на платформа тоа- и ја информираме јавноста, значи со Врз основа на искуството и на Цивил и на вашето лично искуство, што препорачувате на нас, да речем условно консументите, на широките консументи медиумски, како да ги препознаваат лажните вести, што да прават, како да се заштитат практично? Проблемот кај нас е тоа што не постои медиумска писменост, како што не постои ни политичка култура, и тоа се две работи кои паралелно треба да се развиваат и да се учат. Ние како граѓани, обични граѓани, значи кои што не се инволвирани директно во медиумите или во политиката, Не ги следат не ги ревносно следиме процесите редовно општествени. процесите, кога сакаме да се информираме или вклучуваме на времето телевизија, сега сме на мобилни телефони. И претежно не ни одиме на самиот медиум, нели ако зборуваме за електронски медиум, туку она што ќе ни се пласира преку социјалните мрежи, претежно преку Кој е Facebook. првиот сигнал да се посомневаат консументите дека не е во ред нешто со некоја информација? Која е индикација? Што да им препорачате? Изворите. Ако нема некоја вест извор, тогаш преиспитаја зошто е тоа така. Веројатно и рейтингот на медиумите, Рейтингот на медиум. Меѓутоа некои медиуми имаат висок рейтинг, иако тој рейтинг е платен или Зборувам за рейтинг на доверба, не на рейтинг на доверба, отварање. мислев на на мојавото атракција е дека на- таквите оние кои што имаат висок рейтинг, а се всушност ширачи на дезинформација, тој рейтинг е и платен. Па генерално секаде во Ама светот. меѓутоа се пласира на сензационалистите имаат висок рейтинг, но немаат доверба. Тој попрво стигнува до конзументот отколку вистинските информации и вести што доаѓаат од нели професионални медиуми. Времето за жал не истече, има уште многу муабети со Билјана Јордановска, но еве за крај што препорачувате
на македонските граѓани, на општеството, како да се справуваме со ксенофобиите, со недовербата на луѓето меѓу нас, по етничка, по национална, по верска, по мултикултурализмот, како рековте. Како да го доближиме до луѓето? Пред се, како граѓани сегаш да останат и да останеме гласни, да бидеме гласни, да се бориме против неправдите. И кога размислуваме за човекот спроти нас или до нас, да го гледаме пред се како човек, како индивидуа кој што има своји вредности, своји мислења, своји ставови, а не да го боиме со некои бои кои што се непотребни. Да ја прифатиме и почитуваме неговата шареноликост и да му пружиме рака, да го разбереме, да научиме нешто за него. Да бидеме сплотени во она што не прави индивидуи, различни, такви какви што сме, меѓутоа и да најдеме нешто што ни е заедничко, што може да не насмее, што може да не сближи, отколку да го дозволиме да го извади човечкото од нас, отколку да дозволиме некои надворешни фактори или некои внатрешни, бидејќи растот и на национализмот и на говорот на омраза и на сите оние негативни дискурси доаѓа некојаш и од семејството, доаѓа за жал и од домот. Не се лесни тие битки? Не се воопшто лесни, меѓутоа се битки кои што заслужуваат да се војуваат и за кои што се вреди да се бориме. Дистрикт, цел престудио, Билјана Јордановска, ви благодарам. Ви благодарам и јас на вас.